Нема доказ дека полицијата постапувала неправилно при саботната рација, рече премиерот Зоран Заев одговарајќи на пратеничко прашање. Нагласи дека се пронајдени неправилности во дискотеките, а за сопартијците кои реагираат рече дека рациите биле доказ дека законот важи за сите. Знам од она што го имам добиено досега како информации, ниту една од 7 дискотеки нема лиценца за дискотеки. Никој не потврдил зошто некој носел оружје без дозвола во самите дискотеки, зошто е утврдена дрога во самите дискотеки или слично. Точно има реакции, има дел од реакции од пратениците од парламентарното мнозинство, но тоа впрочем е само доказ дека законот важи подеднакво за сите. Испративме јасен апел да ги дадат своите забелешки и собствениците, и менаџерите, и граѓаните кои што се затекнале во тие објекти. Во рацијата приведен беше и сопственикот на дискотеката Сектори Кафулето Излет, во кој за време на шарената револуција се собираа донации за правна помош на притворените од режимот на Груевски. Голем дел од јавноста го искритикува приведувањето и прекинот на музиката, а реагираа и од Хелсиншкиот комитет со барање да се истражи постапувањето на полицијата. Министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски се огласи на Фејсбук и ги повика граѓаните да пријават доколку се соочиле со несоодветно однесување од страна на полициските службеници. Меѓу честните гости имаше и такви кои незаконски беа вооружени, кои поседуваа наркотични средства, кои нападнаа полицајци и кои одбија да постапат по полициска наредба. Ноќните клубови се места за забава, но морат да бидат безбедни, а законот важи еднакво за сите. Полицијата нема воопшто употребено сила, а акцијата е спроведена според правилата и прописите. Акцијата ја искритикуваа и неколкумина актуелни пратеници, кои беа дел од протестите против режимот на Груевски. Пратениците Павле Богоевски и Ивана Туфегич напишаа дека манифестацијата на сила беше едно од главните одбележја на режимот, а акциите спроведени на ваков начин ја уриваат и онака кревката доверба во полицијата. Во саботната акција беа приведени 3 лица, пронајден беше пиштол кај еден од гостите. Утврдено беше дека дел од локалите работат без лиценца, а повредени беа 2 полицајци во обид да приведат 2 лица кои претходно го нарушиле јавниот ред и мир.